Mislim da samim tim činom te donacije njegove u znak solidarnosti je nešto fenomenalno, ljudsko i humano. Делата кои тој ги подарува 1963 година се наоѓа едно дело кое го носи насловот Разорнатиот град. Тоа е дело кое тој директно го посветува на Скопје и представува едно од за нас можеби најважните дела, затоа што тоа е директно посведочување на неговата донација и неговиот голем гест. Тој секако е погоден од трагедијата и својата хуманост изразува на начин во обид да му помогне на разорнатиот град и на граѓаните да го пребродат тоа и да погледнат кон иднината, затоа што покрај материјалната помош која стигнувала од сите страни на светот, било многу важно да се обнови желбата за живот, да се надмине трагедијата и да се оформат институции кои целата земја ќе воведат на некој начин во модерната епоха и во оно што значи современа културна сцена. Трагедија е грозна. Сигурно да тоа не помаже страдалима, ali to je jedno najveće što je mogao čovjek da da od sebe u tom trenutku kad bi upitao taj novinar i on je samo pokazao sa svojim rukom, evo to ću dati. Znači on je svoje osjećanje najljepše pokazao. Kažem, kroz taj poklon to vodi i sjećanje na ljubadu i sjećanje na stradale. Znači sad se to povezuje. Петар Лубард е еден од тие кои некако успеал она што го перцепира и неговото разбирање за светот да го преточи во една ликовна визија која оставила впечаток во време кога се уште културниот простор бил на некаква раскрсница помеѓу анахроното, старото, тој догматски социјалистички реализам кои другите социјалистички земји многу по-круто го следеле. Slike su, samo se može gledati i gledati ponovo i ponovo. I stvarno gledam i detalje, gledam te fantastične boje i slojeve. Većina dio znam iz monografije, ali potpuno je drugačije gledati originali i osjetiti tu energiju kroz te slike. I divno, mislim, to je jedan doživljaj što se uvijek ulaže u pamćenje i u duši. Umjetnici odlaze, ali ostave za sobom tolika djela što su nešto što će živjeti i za nas. I to treba svakom direktoru i ministru koji dijeli ta sredstva da bude jasno. On je sad tu, ali ovo ostaje. I rado bih predložila da ta cijela izložba ode van, da se prepozna, da se upozna ponovo.